Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телма амбуланта. Зглобовите може да се оштетат поради повреди и разни дегенеративни заболувања. Понекогаш единствено решение е операцијата. Во кој случај артроскопската интервенција дава најдобри резултати, инаку оваа интервенција меѓу народот е позната како ласерска операција, а не станува збор за таков вид на зафат. Кои се предностите на артроскопската хирургија во споредба со класичната, ќе ни појасни доцент доктор Алан Андоновски, ортопедски хирург од Универзитетската клиника за ортопедија. Имаме навистина интересно издание кое што ќе го посветиме на еднодневната хирургија на зглобовите, затоа останете на телма. За еднодневната хирургија на зглобовите денеска разговараме со доцент доктор Алан Андоновски, ортопедски хирург од Универзитетската клиника за ортопедија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Задоволство е што сте тука. Почеток би сакал да ви се заблагодарам на поканата, што ме поканивте да учествувам во оваа емисија. И би сакал секако да искористам оваа прилика да им честитам новогодишните празници на сите гледачи на Телма телевизија и да им посакам многу здравје, среќа и успешна и просперитетна година. Еве, честитки и од нас до вас, но секако и до гледачите. Докторе, ќе започнеме со тоа што може да ги оштети зглобовите, што се може да придонесе за нивното уништување и пропаѓање. Ќе започнеме со онаа вечна дилема дали покачената телесна тежина може да влие на здравјето на зглобовите, особено во период кога вела дека има епидемија од дебелина. Да, секако дека телесната тежина е еден многу битен фактор кој што влијае врз оштетувањето на зглобовите. Секако ние луѓе кои што имаат поголема телесна тежина, оптоварувањето на зглобовите кај нив е поголемо и сето тоа придонесува да оштетувањето на зглобовите кај истите биде поголемо. Затоа во нашата секојдневна пракса ние на одредени луѓе, поготово на оние кои што имаат зголемена телесна тежина, поготово над нормалната, ги советуваме да ја намалат својата телесна тежина и тие се нашите први совети за кои што треба да се отпочне, за да се намали тоа влијание негативно на зголемената телесна тежина и да се намали и процесот на оштетување на самите зглобови. А, докторе, може ли секој оптоварување на зглобовите да доведе до проблем, да речеме, ако носиме тешка чанта, тешки турби во рацете и слично? Па секако, секој оптеретување кој доведува до зголемена телесна тежина се пренесува на зглобовите, поготово на зглобовите и на долните екстремитети, и тоа доведува до зголемено оптоварување на истото и зголемено оштетување на истите зглобови, затоа што самата трскавица трпи поголемо оптоварување, се нарушува исхраната на самата трскавица и сето доведува до побрзо старење, дегенерација и оштетување на самиот зглоб. Жените сакаат да носат високи подпетици. Може ли тоа да доведе до некакви проблеми, да речеме, со зглобовите на колената или пак скочниот зглоб? Тоа е едно интересно прашање, што секако треба добро да се разгледа. Жените секојаш сакаат да носат високи подпетици, така наречените чревли со штикла. Науката вика дека секое зголемување на задниот дел од стапалото над 6 сантима го зголемува оптоварувањето негде од прилика околу 75%. Значи, ако носите штикла над 6,5 или 7 сантима, треба да рачунате дека предниот дел од стапалото трпи оптоварување 75% поголемо од она што е нормално кога би носеле рамна чела. Затоа ние не можеме да забраниме луѓето да носат високи чевли, тоа секако ќе продолжи понатаму, али во пракса треба да се избегнуваат превисоки чевли, затоа што колку е повисоко оптоварувањето во предниот дел од стапалото е зголемет, сето доведува до забрзана дегенерација и старење на самите зглобови во предниот дел од стапалото и секако дека треба да се внимава во тој сегмент тука, за да се избегне тоа носење на превисоки чевли. Треба да размислуваме ако носиме подпетица над 6 сантиметри, дека можеме да си ги загрозиме зглобовите. Да, така вика науката. Секако треба да се знае уште една работа што малку ја знае, дека и рамните чевли кои што се носат и тие имаат негативно влијание на стапалото, дека чевлата треба да биде прилагодена поготово на сводот на стапалото и дека не треба ниту превисоки, ниту треба да бидат премногу рамни. Исто така треба да се влијае на флексибилноста на чевлата. Не треба да биде нити премногу флексибилна, нити премалку флексибилна чевла. Она што е интересно и што можев да го прочитам пред неколку месеца во еден труд е тоа што
луѓето треба да избегаваат носење на исти чевли постојано во текот на една недела. Се препорачуваат 3 различни типови на чевли да се носат неделно. Да. Да не се носи само една чевла, па макар да е таа и она соодветна, да е соодветно избрана, сепак треба да се менува чевлите што се носат неделно. Ова е добар изговор за некои што сакаат да купуваат чевли. Дека ете мораат 3 пати во неделата да носат различен модел за да бидат здрави зглобовите. И стапалата. Докторе, што е со онаа навика кај некои луѓе да ги пукаат зглобовите на рацете? Значи вака ќе ги превиткаат прстите да пукнат сите зглобови. Може ли да направат некакво штетување? Да, по принцип тоа знае да се веќе одредени, особено заради одредена инконгруентност на слабите зглобчиња. Во принцип не е познато дали има некој преголемо оштетување самиот процес на пукање на зглобовите на рскавицата. Тоа се јава само кај одредени, не кај сите луѓе. Не е препорачливо нонстоп да се пукаат зглобовите, не е ни пријатно нонстоп да се пукаат зглобовите. Али тоа е нешто на што не можеме многу да влијаеме. Така некој има таква навика да прават. Сејава да и тоа е нешто што е вродено и не може да го спречи. Но ако може да се избегнува, ако може, да се направи тоа. Што е со дегенеративните заболувања? Дали возраста секогаш ќе влие врз зглобовите? Старењето? Да, секако. Годините, времето? Како што целиот организам старее, така стареат и нашите зглобови. Така, например, рскавицата на коленото почнува да старее дури после 40 години. Значи, не треба да бидеме премногу стари за да почнат тие дегенеративни процеси. Науката вика дека после 40 години почнуваат тие дегенеративни процеси на рскавицата и понатаму прогредираат. Секако дека после 60 години тие се поизразени и затоа не е случај на нашите пациенти кои што доаѓаат поготово за замена за ставање на вештачки зглобови, имаат најчесто 60 и над 60 години, кога тие веќе дегенеративни процеси се толку многу изразени да нема друго решение. Али ова што зглобовите почнуваат тек после 40 години да стареат е многу битно, за да ние бидеме паметни и се фокусираме на нашите зглобови, да ги штитиме нашите зглобови, да не ги оптоваруваме за да траат подолго и да се избегнат. Така, здрав животен стил, како што споменавте, да не претеруваме со јадење и да бидеме физички активни за да не накачиме многу килограми, бидејќи тие влијаат штетно. А што е со некои ревматски, да речеме, заболувања или некои други болести? Може ли тие директно да влијат на зглобовите, можеби автоимуни заболувања? Секако, како реуматските и автоимуните заболувања, тие влијаат на зглобовите. Кај реуматските зглобови самата обвивка на зглобот го напаѓа самиот зглоб, се јавуваат процеси кои што ја напаѓа и самата рскавица и кај тие пациенти тие процеси се многу побрзи на оштетување на зглобовите. Ние со медикаментозно пробаме тие процеси да ги сопримираме, значи да ја забавиме таа тенденција на оштетување на зглобот. Некои се прават и артроскопски интервенции или отворени интервенции на чистење на самата синовија, на таа обвивка во зглобот, за да го спречиме тој процес. Али како и да е, сите тие реуматски заболувања имаат негативен импакт и старењето на зглобовите кај тие пациенти е убрзано. А што е со повредите на зглобовите? Повредите на зглобовите се секако еден травматски момент при кој што се оштетуваат самата рскавица или пак се оштетуваат другите структури на коленото кои што влијаат на стабилноста на зглобот на коленото. И тоа е еден иницијален фактор кој што доведува до побрзо оштетување на зглобот. Така да кај одредени пациенти кои што имаат доживеано поголема травма, некоја дали при сообраќајка или при спортски повреди, тој процес на оштетување на зглобот е позабрзан и затоа треба да бидеме внимателни. Ние им сугерираме на тие пациенти да внимаваат во понатамошниот од животот во однос на спортските активности, да ги лекуваат своите зглобови, затоа што тие процеси на оштетување на зглобот се позабрзани. А може ли мала повреда да направи големо оштетување на зглобот? Па може, понекогаш и мала повреда, доколку е поготово во на weight bearing зона носечка површина на зглобот, да предизвика оштетување на зглобот кој брзо ќе стане манифестно во текот на животот. Ги споменавте спортските повреди. Дали некои што интензивно се занимаваат со спорт може да се соочат со ваков проблем, да речеме при трчање? Дали џогингот ќе ги оштети нивните колена? Па секако, сите тие спортови кои што доведуваат до напрегање во самите зглобови имаат влијание и импакт на самата рскавица и на понатамошното оштетување на зглобот. Колку тој процес е поизразен, поготово ако не е во оние физиолошки граници, доколку се претерува со тие спортски активности, со тие оптоварувања, има негативен импакт и го забрзува процесот на старење на зглобовите. Па затоа треба да знаеме
колку е доволно. Никогаш не треба да претеруваме да одиме во максимални граници. Но што со оние спортови каде што има директен контакт со играчи, па удари и слично? Што советувате Па кај при нив? тие спортови кај што има директен удар или поготово оние спортови кај што има пивотирачки механизми, како што е скиењето, фудбалот, тие спортови доведуваат почесто до оштетување на самите зглобови, бидејќи при самите тие пивотирачки механизми или ротирачки механизми, поготово најчесто е со тоа зафатено коленото, доаѓа до оштетување на тие мекоткивни структури кои што се натре во коленото, како што се менискусите и лигаментите. И треба да знаете дека кога се оштетена таква структура како што е менискусот, поготово ако е целосно оштетен тој менискус, ние треба да направиме оперативна интервенција. Ако со самата интервенција го отстраниме најголемиот дел од менискусот, во тој случај оптоварувањето во самиот зглоб, во коленото конкретно, се зголемува од 100 до 230%. И сега може да замислите каков хендикеп е тоа. Еве кога имаме спортиста со 100 килограми, сме извадиле целосно латерален менискус, оптоварувањето се зголемува 230%, значи имаме оптоварување како човек со 330 килограми тежење. Што е тоа прилично многу и затоа кај тие луѓе процесот на оштетување и старење на зглобовите е многу побрз. Од тие причини ние последниве години гледаме да не ги отстрануваме целосно менискусите, туку да ги сошиеме за да ја заштитиме таа функција на менискусите, да не дојде до преголемо оптоварување, дегенерација и старење на самите зглобови. Докторе, ако немаме добра физичка кондиција и не можеме да се занимаваме со спортски активности, дали повторно се во ризик нашите зглобови да настрадаат? Зглобовите кај човекот се секогаш во ризик. Дали имаме физичка кондиција или немаме физичка кондиција, тие се секогаш изложени на ризик. Она што треба да се внимава, поготово кај оние што спортуваат, а и оние дали аматерски или тие професионално, е многу битно да се научат тие проприоцептивни рефлекси, значи тие заштитни механизми кои што ни возмежуваат кога паѓаме да не дојде до одредени повреди на самите зглобови и тоа е она многу битно. Да се научи како да се паѓа? Да се научи како да се паѓат и да се развијат тие рефлекси при самиот пат да се активираат одредени групи на мускули кои што нема да дозволат оштетување на одредени зглобови. Значи тоа се рефлекси кои тргнуваат од одредени зглобови преку тие нервни завршетоци, доаѓаат до мозокот, го информираат, мозокот повратно испраќа импулси до одредени групи на мускули, тие се згарчуваат, контрахираат и не дозволуваат да се повреди тој зглоб. И затоа ние секогаш на нашите спортисти им кажуваме да ги вежбаат тие проприоцептивни рефлекси. Им кажуваме тие баланс вежби да се прават, бидејќи тие се многу битни за да го заштитат од понатамошни повреди самиот зглоб и да не дојде до понатамошно оштетување и дегенерација на самиот зглоб. Но за сите нас, умерената физичка активност и вежбање влие позитивно Тоа на е зглобовите. Сега. Исто така велат и старите луѓе да ги прават овие вежби за баланс. Кај нив претпоставам дека ризикот од пад и повреда на зглобовите е многу поголем. Секако, тоа важи за сите. Тој баланс, таа проприоцептивна функција е многу битна да биде развиена за да не дојде до повредување. Знаете, ние обраќаме внимание обично на самата мускулатура, колку е развиена мускулатурата, дали е повеќе, тоа е секако битно. Мускулатурата треба да биде развиена, али не е само таа онај битен фактор кој што е круцијален фактор за да спречи повредување на нашите зглобови. Значи ова другото е исто така многу битно. Докторе, кога ќе дојде некој пациент со некаков проблем на одреден зглоб, дали е коленото, рамото, лактот, понекогаш и дланките страдаат, зглобовите на дланките, како утврдувате за што точно станува збор? Дали со една обична рентгенска слика, да речеме, би добиле одговор? Значи конкретно ние секогаш почнуваме со клинички преглед. Прво се земе анамнеза кај пациентот да го забележиме механизмот на повреда кој што довел до одредено оштетување и тоа многу ни значи затоа што имаме на првична слика што би можело да биде повредено кај тој пациент. Се продолжува со клинички преглед, се прават тие специфични тестови за одредени структури на самите зглобови. Понатаму се продолжува со рентгенска анализа. Рентгенската анализа за жал не може сегде да ни даде целосна слика. Например, со една рентгенска слика на одредени зглоби може да видиме дали има старење на зглобот, артроза, тоа што викаме ние, или не дај Боже некој друг процес на самите коски. Меѓутоа, со рентгенската слика не можеме да ги видиме мекоткивните повреди во самите зглобови. За да ги видиме мекоткивните повреди, ние треба да направиме ултрасонографија и најдобро магнетна резонанса, кој што ги прикажуваат мекоткивните структури и добиваме точна представа за она што е повредено во самиот зглоб. Во одредени случаи хирургијата е единственото решение.
кога се одлучувате да направите артроскопска хирургија? И што е тоа артроскопска хирургија? Во принцип, артроскопската хирургија е минимално инвазивна хирургија, која веќе се работи повеќе години, како во светот, така и во нашата држава. Порано, за да се реши некој проблем конкретно, дали во рамото, дали во коленото, се отвораше самиот зглоб, се влегуваше внатре и се решаваше. Сега тоа се прави минимално инвазивно. Се прават отвори, портали, низ кои што од едната страна влегуваат камера, а од другата страна влегуваат специјални инструменти со кои што се решават самиот проблем. Значи, тоа е минимално инвазивна хирургија, која што со два отворени овозможува да го решиме проблемот во самите зглобови. Во однос на тоа, кога се решаваме, ние секогаш, барем на нашата клиника, гледаме колку што може да одиме конзервативно и оперативната интервенција да биде она крајното нешто, доколку не помогнат сите конзервативни методи во третманот на одредени патолошки состојби во зглобовите. Меѓутоа, кога мора и тоа се прави, за среќа се работи за минимално инвазивна хирургија, значи не е нешто многу инвазивно, сега веќе тоа се работи како еднодневна хирургија, значи пациентите не лежат, доаѓаат, ги оперираме истиот ден, си одат дома, што е секако многу битно. Предност. Да. Али сепак пробаме прво конзервативно, ако не оди конзервативно, се оди на Што вклучува конзервативниот пристап, докторе? Конзервативниот третман вклучува физиотерапија Добре. за одредени состојби. Понатаму вклучува апликација на плазма богата со тромбоцити. Тоа е плазмата се добива од крвта на пациентот кој што има проблем. Тоа е релативно нова метода, можеби не толку. Нашата клиника започна во 2011, ние бевме први што започнаме со користење на плазма богата со тромбоцити. Се вади крвта, се центрифугира, се вади оној слој кој што е богат со тромбоцити и се аплицира во самиот зглоб. Во самите тромбоцити, во алфа гранулите имат фактори на зараснување, се викаат одредени материи кои што ги стимулираат процесите на зараснување и токму тие се оние битни фактори кои што ние сакаме да ги искористиме во одредени процеси на патолошки состојби во самите зглобови за да ги залечиме тие повреди кои што се наоѓаат во самите зглобови. Методата е релативно едноставна, се зема, се центрифугира, го вадиме и аплицираме внатре во самиот зглоб, а резултатите се прилично добри само за одредени состојби. Значи не треба да генерализираме дека плазмата, да, како што некои викате, кога имаме развиен степен на старење, на гонартроза, дека ќе ставиме плазма и дека ќе го решиме проблемот. Нема да го решиме проблемот. Значи, доколку е останата само коската без трскавица, тука веќе во таква ситуација нема да помогне плазмата. Нема помогне. Со тромбоцити и тоа треба да го знаете, ние им го кажуваме на нашите пациенти. Но има и други типови на инекции што се стават во коленото. Има и други, тоа се овие инекции со хиалуронска кои што така делуваат на тие процеси на регенерација, а исто така тие имаат еден вискозен ефект, како што е маслото, ги подмачкуваат самите зглобови, ја намалуваат фрикцијата, односно триењето измеѓу зглобните површини и тај начин го намалуваат тој процес на оштетување. Значи таа тенденција на оштетување на зглобот ја намалуваат и го забавуваат процесот на старење на зглобот. Но ако сето ова не успее, тогаш се применува хирургијата. Да. Артроскопската хирургија народно е позната како ласерски зафат. Но не се користи ласер, ако добро разбрав. Не, тој е термин кој што е широко прифатен во народот, уште од многу одамна, као ласерска хирургија и сега доаѓаат пациенти и прашуваат дали ќе ме оперирате ласерски или нема да ме оперирате ласерски. Морам да кажам дека ние не употребуваме тука некои ласери за да оперираме ласерски, или е останал тој термин и, како да ви кажам, народот го прифатил едноставно и е влезен тој термин. Значи се работи за минимално инвазивна хирургија, како што ја објаснав. Брзо се изведува, прецизно се изведува, брзо пациентот се враќа, побрза рехабилитација има и тоа е тоа. Споминавте дека може овој зафат да се направи во локална анестезија. Што тоа значи? Само да речеме ако се оперира коленото, само коленото ќе биде анестезирано? Да, тоа е нешто релативно ново, барем во нашата држава. Се работи неколку години, веќе имаме преку 150 пациента оперирано. Значи, предноста е што се работи во локална анестезија, значи не даваме спинална анестезија. Или општа анестезија, во рбетот што се става, да, или општа анестезија, целосно, значи за спиење на пациентот. Туку анестезијата се става само во самото колено. Чекаме одредено време, се прави самата интервенција, се пери коленото со големо количество на физиолошки раствор. Пациентот лежи 2 сата во нашата установа и потоа си заминува дома. Предноста е што
Не мора да лежи пациентот, брзо се завршува, како да ви кажам, како да одите на стоматолог. Така. Одите на стоматолог, одите, ви стават анестетик, ви го средуваат забот, си одите дома. Истото е и вака. Тоа го правиме и на коленото. Локалната анестезија може да биде доволно силна за пациентот да не почувствува воопшто никаква болка? Чувствуваат нешто пациентите за време на интервенцијата, со оглед на тоа дека е локална анестезија? Во принцип пациентите не чувствуваат, значи немаме некои посебни проблеми со нашите пациенти. Секако дека има одредени пациенти кои што се поплашливи пациенти, посензитивни пациенти, кај нив некогаш даваме и дополнителна седација, ако ќе ги седираме, ќе ги смириме, затоа што имаме Факторот пациенти... паника не е мал. Да. Да сведочат на целиот некои зафат. само ќе ги допреш, онака реагираат бурно и кај тие пациенти, али веќе имаме толку многу операции направено, знаеме кои структури конкретно во коленото реагираат, кои не реагираат. И кога при самата интервенција, кога оперираме, внимателни сме во тие сегменти кои што знаеме дека имаат поголеми нервации и се поболни од коленото. И тука сме попредпазливи, така да веќе усовршена е нашата техника и немаме никакви проблеми. Тука можеме, пред малку да инсертите, можеме повторно да ги видиме, пациенти на вашата клиника кои што се оперирани на ваков начин и веднаш по операцијата всушност стануваат? Да, тоа е баш на снимката се гледа како пациентот доаѓа. Значи пациентот доаѓа наутро, негде околу 7:30. Гледате, влегува во операционна сала, самиот. Еве тоа е техниката на апликација. Ова е анестезијата. Така апликацијата се става на анестезија. анестетикот, да. А болно е, бидејќи директно во колено се... Па не е многу болно, ние претходно му даваме малку седација на пациентот, затоа што ова е можда и најболниот момент од интервенцијата. Гледате, се става на двата портала. Едниот е латерален портал, другиот е медиален портал. Така. Прво се става на порталите, потоа се стави натре во коленото. Се чека одредено време, еве како се изведува интервенцијата. Ова се тие коагулатори. Со нив се коагулираат тие крвни садови кои што ни крварат натре во самото колено. Се средува интервенцијата, се испира коленото со голема количина на течност. Физиолошки раствор. Еве како изгледаше тоа. Тука веројатно ја следите. На овој екран се гледа како изгледа оперативната интервенција. Овој беше пациент со бакет хендл лезија. Пациентот лежи 2 сата и гледате веќе после 2 сати тој си оди дома. Значи нема лежење преку нет, нема останување. Во рок од 12 сата пациентот доаѓа на клиника, се оперира и си заминува дома. Да, ова е навистина огромна предност. Да, тоа е огромна предност. Ние како што кажав, колку операции на ваков начин досега имате направено? Па негде повеќе од 150 оперативни интервенции се направени само на овој начин. Само на коленото се направени? Да, само на коленото. На рамото се работи слично со скаленус блок, и работиме нашите пациенти. Се блокираат нервите во предел на вратот и пациентот не осеќа болка во рамената регија. И кај тие пациенти може да се изведува како еднодневна хирургија, со тоа што останувањето е малку подолго, нив ги пуштаме приквечер. Оперативната интервенција е негде на Сабајле до 2 сат и приквечер може да ги слободно да си појде дома. Да. Некои сакаат да останат, доколку сакаат ги оставаме да останат, али во глобала нема потреба. А кои други зглобови освен коленото и рамото можете да ги оперирате на ваков начин? Во принцип тие се двата зглоба што се оперираат како еднодневна хирургија. Сега во некои држави тоа се работи со скочниот зглоб, артроскопски интервенции на скочниот зглоб. Кај нас се уште не сме почнали, се надеваме дека во блиски дни дека се започне и со изведување на такви интервенции и во скочниот зглоб, така да би ја закружила на палета на зглобови кои што би ги работеле. Може некој од зглобовите на дланката? Шаката секако, тоа е нешто што се работи уште од многу одамна на нашата клиника. Одредени патолошки состојби како што се карпал тунел синдромот и тендовагинити, декервенови заболувања, тие се работат исто така во локална анестезија, исто пациентите доаѓаат од Сабајле, се оперираат и си одат дома. Поплане, тоа е нешто што се работи многу години на нашата клиника. Не е... Али сега почнавме и овие операции што се малку посложени, како што е на коленото и на рамото, да ги изведуваме и да го користиме тој исти концепт. А дали оваа интервенција со локална анестезија, артроскопска секако, може да се изведи кај млади, кај возрастни пациенти? Значи, оваа интервенција може да се изведи кај млади и кај возрастни. Она што морам да кажам дека оваа интервенција, покрај тоа што пациентите не лежат и си одат, и еден битен психолошки фактор за самиот пациент, затоа што јас не верувам дека има некој пациент кој што сака да лежи во болница, до сега не сум сретнал таков. Има и други предности. Другата предност е
што не користиме турнике или езмах. Значи тоа е она што се става на надколеницата, се стега Добро. надколеницата за да се спречи дотокот на крв во долните делови испод надколеницата. Ова е особено битно кај постари пациенти кои што имаат проблеми со крвните сатови, зашто замислете сега пациентот има проблеми со крвните сатови, а вие држите ногата стегната едно сат или 2 сата, тоа баш и не е препорачливо. Од причина што може да дојде до промени на самите вени, се во тромбофлебити, се во тромбози. И затоа сега кај тие пациенти, кои што се поготово во поодмакла возраст, ние гледаме што повеќе да ги работиме во локална анестезија, за да не го користиме тоа турнике. Затоа што при локална анестезија не користиме А, турнике. не користите. Да. Затоа и користиме и таа електрода, се става малку и адреналин натре за да се стопира тоа крвање, а тие крвни садови кои што ги видовте на снимката се коагулираат со самата електрода. Сложена оваа техника за работа, потребни се специјални обуки. Па малку е посложена, малку брзината на изведување е побавна затоа што треба да бидете внимателни, да не погодите некои крвни садови Што значи тоа колку време трае? Во принцип не трае многу, може да бе 20 на 100 плюс од она стандардно што би го сработили во спинална анестезија. 20%, али секако е многу голем бенефит за пациентот. Така. Знаете, тоа е. А и за самата установа, затоа што самите пациенти не лежат, со тоа што со тоа имаме и еден економски аспект. Самата установа ги скратува трошоците. Така. Знаете, иначе треба да дојде пациентот, да лежи, па да го нахраните, па постела. Вака се скратува трошокот на самата болница, така да економскиот аспект е исто така многу битен. Така, повеќе кратни придобивки, односно бенефити имаат овој Секако. пристап на интервенции, на хируршки интервенции. Докторе, кои се, кога зборуваме за зглобот, кои се состојби можат артроскопски да се оперираат со локална анестезија? Значи, со локална анестезија можат сите помали интервенции да се средат. Во коленото конкретно, повредите на менискусите можат артроскопски, нарскавицата да се решат артроскопски, плики синовијални кога ги сечеме исто артроскопски, латерални ослободувања артроскопски. Она што не може да се реши кај повреди на коленото е лигаментарните повреди. Значи, кога треба да се прави реконструкција на лигамент, тоа не можеме да го решиме со локална анестезија, од причина што таа интервенција е поголема, таму треба да се вадат и тетиви од самите мускули, од семитилнус грацис или од квадрицепс тетивата, и тоа е прилично болно и не може да се реши со локална анестезија, таму мора да користиме или општа или регионална, спинална или епидурална анестезија. Другите состојби во глобала може да се решат. Исто така одредени ситуации кога имаме бакет хендел рези на менискуси, тоа е состојба кога целиот менискус е отчепен и го блокира коленото, дислоциран натре во центарот на коленото. Ние се трудиме секогаш, доколку е возможно, да ги сошиеме тие менискуси, и таа ситуација не е баш онака идеална за да се изврши во локална анестезија, и затоа е необходно секогаш кога се прави артроскопија на колено да се направи детален преглед, поготоа добро магнетна резонанса, затоа што ако видиме дека има повреда на лигамент и доколку има вака бакет хендел, повреда на менискус, треба да одиме со спинална анестезија, не со локална анестезија, затоа што локалната анестезија не може да ни овозможи онај комодитет на работа да ја завршиме таа интервенција. Кога станува збор за рамото, доктор, многу често имаат луѓето шилци во рамо. Дали со артроскопија би можело тоа да се реши? Да, секако. Кај одредени луѓе има шилци, обично се работи за калцификати, значи тие се калцификати што народот ги вика нели шилци, се наоѓаат во самите тетиви од ротаторната манжета. Тие секако дека може да се решат со артроскопска интервенција, затоа што само кога ќе влеземе внатре во тој простор и кога се пушти вода под притисок, тие калцификати се топат, се растварат во самата вода и понатаму се вади сето тоа надвор и прилично брзо и ефективно се решаваат тие состојби. Со тоа што ги правиме и во скаленос анестезија, таа процедура е релативно поедноставена, исто пациентите доаѓаат, ја завршуваме интервенцијата и си одат дома. А ако се работи за некаква скршеница? Ако се работи с скршеница, тогаш не можеме тоа да го завршиме во локална анестезија, тогаш треба да се даде општа анестезија. А каков зафат би се извел? Исто може и со скалено због тоа да иде, али како да ви кажам, обично кога се поголеми скршеници се практикува да се оди на класична хирургија? На класична отворена хирургија, тоа не може да се реши артроскопски. Претпоставам и замената на зглобот, сето тоа, сето тоа. Тоа не оди артроскопски. Сега, кога зборуваме за еднодневната хирургија, дали може да се јават некакви компликации? Значи, кај секоја хирургија може да се јават компликации. Компликациите
се опишени и затоа самите пациенти пред да се оперираат подпишуваат согласност. Ние мора да ги запознаеме со компликациите кои што може да се јават после секоја оперативна интервенција. Во принцип, со потребата на локалната анестезија се јават истите компликации кои што се јават и при општата анестезија или спиналната анестезија. Тие се опишани компликации. За среќа, кај ова минимална инвазивна хирургија многу се ретки, значи како ви кажам, исклучително ретки се тие компликации и се јавуваат многу ретко и тоа е предност на минимална инвазивната хирургија и затоа гледаме што повеќе ако можеме да ги решиме нашите состојби да ги решиме на овој начин со минимална инвазивна хирургија. Иначе компликациите се опишани во хирургија секогаш постојат компликации. Инфекции може да се јават? Инфекции може да се јават или се многу ретки. Ретки. Понекогаш може да се јават после реконструкции на лигаменти, али тоа ви кажам, се јавува многу ретко. Еве, после толку многу години сме имале 2 или 3, како да ви кажам, јас лично сум имал такви во нашата клиника. Во светот артроскопските операции на колено се водечки хируршки интервенции. Дали е тоа така и кај нас? Па, Како изгледа сликата? артроскопските интервенции се оние интервенции кон кои се стремиме во иднина. Значи, целиот свет веќе оди кон минимална инвазивна хирургија. Веќе сите сакаат да се заврши оперативната интервенција со помал рез. Не е она приказката како порано поголем хирург, поголем оперативен рез. Веќе светот поинаку размислува и луѓето сакаат со што помалку инвазивно да се заврши работата и повргу пациентот да ја напушти становата и да си оди дома, каде што секако дека му е најдобро. Таа тенденција е секаде присутна. Не случајно во светот веќе се отвараат тие така наречени one day surgery центри, каде што пациентите доаѓаат и се оперираат и си одат дома. Тоа е тенденција што секако ќе дојде кај нас. Има ли можности кај нас да се отвори ваков центар за еднодневна хирургија за ортопедски проблеми? Секако дека има, ние сме веќе во фаза, се приготвува тој центар за еднодневна хирургија, ние веќе тоа го работиме. Единствено треба да се усогласат одредени процедури и тој центар би можел да почне да функционира, се надам дека многу брзо ќе биде. Така, се надевам дека што поскоро ќе се отвори ваков центар и кај нас, бидејќи придобивките се бројни, како што веќе споменавте. Доктор, ќе ги поканим и гледачите од овој момент да се вклучат во денешната телма амбуланта. Во светот има асоциација на хирурзи за еднодневна хирургија. Има ли такво нешто и кај нас во Македонија? За жал нема кај нас. Тоа е идеја која што во некои држави потекнато што од многу одамна, еве конкретно во Англија, British Association of Day Surgery, таа асоциација е формирана уште во 1989 година. Значи може да замислите од многу одамна. И тие нивната тенденција е да негде од прилика да стигнат 75% оперативните интервенции да се завршуваат како еднодневна хирургија. Сега може да рачунате, ако негде 85 година тој процент бил 10, 12 до 15% од елективните случаи се завршувале како елективна хирургија. 99 година, зборам за Англија, значи тоа било негде околу 50%. Сега нивната тенденција е да дојдат до 75% од сите тие елективни случаи да се завршуваат како еднодневна хирургија. Кај нас веќе почнавме, значи имаме одреден развој, сепак сме многу далеко. За жал, од тие процеси, јас се надевам дека во иднина се повеќе ќе се фаворизира, дека ќе се формира и таква асоциација за еднодневна хирургија и дека ќе се развијат тие центри за еднодневна хирургија. Дека ќе го фатиме ние чекорот Тоа со би Европа. Да. Какви се резултатите од овие операции кај нас? Резултатите се добри. Значи, од причина што бројката на такви интервенции е многу голема и искуството е наше прилично големо, се изведуваат веќе и повеќе години. Резултатите се добри, секако секоја оперативна техника бележи свој развој. Нели ставовите со тек на време се менуваат. Ние секогаш сакаме да ги пратиме тие светски трендови, да одиме напред, бидејќи мора секогаш да се оди напред, да има развој, да има прогрес. А дали артроскопскиот пристап е единствениот начин за еднодневна хирургија? Има ли некои други методи што исто спаѓаат во оваа еднодневна хирургија? Не е само артроскопскиот. Артроскопскиот начин е во нашата хирургија, не мора само артроскопскиот. Еве операциите на шаки не се изведуваат артроскопски, тие се исто така водат како еднодневна хирургија. Во светот исто и лапароскопската холецистектомија се води како еднодневна хирургија, се развиваат, како и бројни други, ласерската простатектомија и некои други интервенции, конкретно во Англија, сите тие се водат како еднодневна хирургија.
Артроскопската хирургија е кај нас конкретно во ортопедијата. Се води сега како еднодневна хирургија, али не е само артроскопската, и другите интервенции се води како еднодневна хирургија. Кои се клучните фактори за развој на еднодневната хирургија? Па има два битни фактори кои што се битни за развојот на еднодневната хирургија. Тоа е напредокот технолошкиот развој, значи поведувањето на нови апаратури, развојот во оперативните техники, кој што секако е поврзан со технолошкиот развој. Знаете, порано, како што разговаравме, оперативните интервенции се прави со големи резови. Сега тоа се прави минимално инвазивно, со мали резови, се усовршуваат и хируршки техники, значи помалку инвазивни се, побрзо се за раснувањето на раните. И исто така вториот фактор е развојот во анестезиолошките техники. Знаете, јас многу добро се сеќавам уште во 2005-2006 година, примерот представ во клиничкиот центар во Љубљана. Таму се работеа овие интервенции во локална анестезија уште тогаш. За жал, самите анестетици кои што се користеа тогаш беа штетни за рскавицата, не викаме хондротоксични. И во таа смеса што се користеше во тој период, даваше некој одреден комодитет при работа, или често пациентите имаа болки. После толку години се смена и самите анестетици, така да ние сега веќе работиме со пола доза од онаа што е хондротоксична, значи од онаа што би била лоша за и предизвикала оштетување на рскавицата. Значи светот тоа оди напред и секако тоа возможува да ние се повеќе се фокусираме да тие интервенции ги извршуваме минимално инвазивно и во рамките на еднодневна хирургија. Пациентите обично многу се плашат од операција на зглоб, го одложуваат, ја одложуваат таа интервенција колку можат повеќе. Сега откако знаат дека може на ваков начин да се реши проблемот, зголемен ли е интересот, се охрабруваат ли почесто да побарат помош и да си го решат проблемот? Па секако дека пациентите секој сака да си го решат проблемот, секако дека доколку им дадете опција да се тоа направи минимално инвазивно и доколку им кажете дека истиот ден ќе дојдат, ќе се оперираат и ќе си одат дома, тие повеќе би се решиле да се оперираат отколку ако им кажете обратно од тоа. Так. Тоа е еден битен момент кој што пред се психолошки делуваат кај самиот пациент, знаете. Ако некој ви каже дојди ќе те оперирам, па си одиш дома по 2 сата, тоа веќе многу значи за пациентот. Секој сака да си биде дома покрај својата фамилија, никој не сака да лежи во самата болница. Ќе ги вклучиме гледачите со нивни прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме во програма сте. Па сакам да го прашам, се јавам до Охрид, ако имам 75 години. Така. И се лечам од колената со крвна плазма. Сега пред година и пол имав терапија на двете нозе, добро се осеќавам, а беше кратко време, една година. После тоа ми се повтори и сум ограничена со движењето. Сега моментално имам проблем на кичмата со 2 пршени, стеснати, смачкани, да го да речам, колкоите и коленото имам проблем, ја примав втората крвна плазма на Така, значи ја примате терапијата, во моментот имате благо подобрување, но потоа ви се повторува колку што можев да ве разберам и прашањето е што може да се направи за да си олесните да го решите трајно проблемот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Значи, како што кажавме, претhodно пациентката, колку што слушав, има 75 години. На таа возраст претпоставуваме дека има дегенеративни процеси како на рбетот, така на колковите, така и на колената. Се лекуваат со крвна плазма. Како што спомнав на почетокот, многу е битно да се направи добра рентгенолошка анализа, да се види колку е оштетувањето на зглобот. Ако оштетувањето на зглобот не е преголемо, во тој случај може да се оди со крвна плазма и би имало одреден бенефит во секој случај. Меѓутоа, доколку оштетувањето на зглобот е прилично изразено, доколку имаме потежок на артроза, односно годна артроза во случајот кај неа, крвната плазма ќе даде само краткотраен ефект, значи нема да биде тој долготраен ефект. И во таква ситуација ние подобро би оделе со хиалуронски инекции или доколку е потребно да се оди на оперативен третман со замена на зглобот. Аха, со замена на зглобот во тој случај. Значи треба да се направи добра рентгенолошка анализа, да се види колку е тоа оштетување и врз база на тоа да се препорача третман на пациентот понатаму. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме во програма сте.
Среќни празници. Ви благодарам, се најубаво и на вам. И вам. Би сакала да прашам, конкретно се работи за мојот сопруг, 68 години. Имаше проблеми пролета со колената, сега со рамото. Каде би можела докторот да го пронајдам, да одиме на преглед? Конкретно се работи за преглед. Сакате да направите преглед. Ви благодарам за вклучувањето. Доцент доктор Алан Андоновски работи на Универзитетската клиника за ортопедија. Како може да се дојде на преглед? Предпоставам со мој термин. Да, значи пациентот треба да закаже на мој термин, на самата Универзитетска клиника за ортопедски болести. Моите термини се во понеделник и во петок, така да нека дојде слободно. Ќе прегледаме, ќе ги направиме потребните испитувања и ќе дадеме понатамошни насоки во однос на третманот. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за следниот гледач во денешната телма амбуланта. Добар ден. Дали... Добар ден. Да, ве слушаме одлично, повелете. Поздрав до докторот. Благодарам. Се работи за пациент на 30 годишна возраст, сега установено ми е дискус хермија. Дали со оваа метода може и тоа да се лекува? Така, добро, само ќе ве замолам да го следите разговорот во слушалката, не на телевизија. Тоа е се или имате уште некој подпрашање? Предпоставам дека тоа е се. Ви благодарам за вклучувањето. Да, Повелете. значи, тоа е едно интересно падење, една интересна тема. Ендоскопската хирургија исто така се користи и во третманот на овие дискуси. Јас лично не го работам тоа, значи рбетот не е мој сегмент. Меѓутоа има доктори на нашата клиника кои што се занимаваат со ендоскопско отстранување на дискуси, така да пациентот може слободно да дојде. Ќе му дадеме насока каде треба да се обрати и да го прифатат за понатамошен третман и да Значи го има решат. начин и со ендоскопски Да, веќе се работи последниве години и ендоскопски. Така. Во Докторе, рамките на целокупната наша клиника. Тоа е така, ремица. медицината постојано со големи чекори оди напред, велат дека ендоскопските интервенции се всушност иднината, Така кога е, станува точно. збор за хирургијата. Постојано се усовршуваат техниките. Јас се надевам дека Центарот за еднодневна хирургија наскоро ќе биде отворен и дека ќе има многу задоволни и успешни пациенти. И јас се надевам истото. Има и колеги исто што работат како вас ваков тип на интервенции, дали и останатите користат локална анестезија или само на државната клиника се употребува овој пристап? Информирани сте како Да, колку што јас изгледа? имам информации, тоа се работи за сега само на нашата клиника. Артроскопските интервенции се задуват во локална анестезија. Јас се надевам дека другите колеги исто така по иднина ќе почнат да го работат тоа во локална анестезија. Ние сме секогаш тука отворени, доколку некој сака може да дојде, да види како тоа го работиме, да му го пренесеме нашето искуство во однос на тоа како се работат артроскопски интервенции во локална анестезија, бидејќи ние сме сите тука ради нашите пациенти. Така. Треба да го направиме оно што е најдобро за пациентите. Апсолутно. Така Точно, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден за следниот гледач во денешната Добар тема ден. амбуланта, ве слушаме, повелете. Слободан Цветковски од Скопје. Така, Слободан, кој е вашето прашање? Моето прашање е имав закажано снимање на коленото. Двете колена ми ги снимаа вчера на рентген ради болки. Проблем е левото колено, пуцкетање како прсти кога истегнуваме пуцка и болови ноќе во лежачка состојба. Ќе заспиам, ќе ме разбуда. За половина сат се највише можда се будам со болки во мускулното тkiво околу коленото, повише од горната страна. Што не престанува. Повторно морам да станам, ќе се смирам, седнам на кревет, поседам малку, ќе се смирам, пак ќе легам, заспиам и пак ме буди во скоро време. А добивте Што некаква може да се дијагноза помогне? на рентгенското снимање? Вчера снимав, не сум видел резултат уште. А се уште не сте ги виделе во- резултатите, во- така. На клиника во државна болница. Така. снимано. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Еве некој насоки докторот ќе ви даде. Значи, Ако може врз добро е основа што на пациентот ова. направил одредени испитувања. Она што морам да кажам е дека коленото обично при повреди кога има на самите структури најчесто боли при само оптоварување. Аха. Ноќните болки
не се баш некоја специфика на коленото. И јас би сакал доколку постои можност пациентот побрзо да се јави на нашата клиника. Тие снимки доколку ги има може да ги земе на самот седе, да ги прочитаме тамо. Затоа што особено треба да се обрати внимание кај овие пациенти кои што имаат ноќни болки и да се направи диагностиката побрзо и да се третира тој пациент. А зошто ноќните болки се толку специфични? Затоа што има одредени состојби кои што знаат да дадат такви болки, како некои цистични формации и други формации кои што брзо треба да се делува, брзо да се диагностицира и докога е потребно да се направи третман. Така да јас би го замолил пациентот побрзо да се јави на нашата клиника или на било која друга ортопедска клиника за да се убрза таа диагностика. Докторе, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за појаснувањата поврзани со оваа тема, со овој начин на операција на зглобовите. Ви благодарам на поканата, се надевам дека пак ќе се видиме и ќе разговараме за некоја нова тема во иднина. Секако. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Телма во редовниот термин 12 часот и 50 минути, кога заедно ги прошируваме нашите хоризонти за здравјето. Пријатно!